Градинките училиштата кои што се во сопственост на државата ќе бидат ослободени од плаќањето на комуналии. Премиерот Мицкоски во денешната изјава, како што рече со промената на законот за градежно земјиште, се очекува да се градат градинки училишта, оному каде што е потребно, имајќи во предвид едносменското учење во училиштата. Тој додатно вели дека тоа ќе значи поголема сигурност за родителите и поголема дружба и пријателство за учениците. Знаете, донесовме закон во парламентот, измени на законот за градежно земјиште, каде што сите оние објекти, јавни објекти, како што се градинки, училишта и слично, кои што се собственост на државата, ќе бидат ослободени од плаќање на и така натаму. И сега со овој закон и таа пречка е, како да кажам, отстранета и веќе очекуваме онаму каде што е потребно да се градат градинки училишта. Знаете, наша владина определба е едносменското учење во основните училишта. Тоа ќе значи целодневно едносменско учење, тоа ќе значи поголема сигурност за самите родители и поголемо дружење за децата, поголемо, би рекол, другарување, разменување знаења, пријателства, стекнување и така натаму, а со тоа значи дека ќе мора да има некакви градежни интервенции во некои училишта, каде што има двосменско работење. Во некои од општините, велам, не во сите. И сега, ако се уште ние бевме заложници на унесувањето на градот Скопје на поединци таму, тогаш ќе требаше оваа политика која што е додадена вредност за родителите и за децата. Целта на едносменската настава е да се создадат поголеми можности за едукација, имајќи во предвид поразвиените земји во кои учениците со подолгото останување во училиштата тие стекнале многу знаење и пријателства. Едносменската настава нема да означува постојано учење над книгите, туку тоа ќе биде можност за поразлична настава во која ќе има послободна форма на образование.